civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Разговараме за стратегијата Едно општество за сите, стратегија која е комплексна, со многу слоеви во неа, која се однесува на многу нивоа за општеството, за институциите, за државата воопшто. Таа стратегија се разбира дека е значајна за развојот на нашата демократија, на општеството, но и на државата. Се однесува и на низа други области на постоењето на развојот на државата, има своји импликации во односите меѓу заедниците во секоја смисла на зборот. Меѓутоа се разбира дека е значајна и за економскиот развој на државата, но исто така има и импликации доколку се развие во поинаква насока, во негативна или позитивна, зависно од тоа и врз стабилноста и безбедноста на земјата. Би ви поставили неколку прашања кои се однесуваат на конкретни области на стратегијата и се разбира да се обидеме да извлечеме информации, а се разбира и насоки за тоа како и каде ќе се движи оваа стратегија. Во таа смисла, кои се наитните чекори кои ги планира владата и се разбира националниот координатор, неговиот тим, во контекст на имплементација на стратегијата, а се разбира и во контекст на развојот, унапредувањето на самата стратегија. Благодарам што ме поканивте да бидам дел од вашиот медиум и секако да проговорам за оваа значајна стратегија како што и самиот ја оценивте. Апсолутно ми се чини дека онолку што е важна родовата еднаквост во земјата, толку важна, ако не и поважна и оваа стратегија која што нели има две главни цели. Од една страна да ја елиминира дискриминацијата, значи да ја донесе еднаквоста, но од друга страна и да ја намали поделеноста во општеството. Така што стратегијата предвидува низа мерки кои што, како што реков, и ќе не направат поеднакви граѓани, ќе направат еднакво општество, праведно општество, но од друга страна мора да не поврзат, не смеат да не остават во нашите паралелни светови кои што се развиваат пред се по етничка, но потоа и по секоја друга основа. Во таа смисла оваа стратегија е, како што и самиот рековте, може би едно од најголемите и препознатливости на нашата демократија, на нашето општество од 2017 кога се почна со незината подготовка па се до сега. Стратегијата во овој момент е на половина од својата имплементација, меѓутоа токму за оваа половина ја го имаше големиот предизвик, тоа е ковид кризата. И ковид кризата не успори на многу начини. Значи институциите го намалија капацитетот, интеракцијата, општеството на некој начин, како да кажам, се затвори во своите дневни соби и од тие причини многу малку можеше да се направи. Но нашиот извештај за 2020 кој што е готов, зборува дека сепак 30 или 40% од активностите се или завршени, или во тек, или се започнати, односно многу близко ќе почнат да се реализираат. Така што, всушност сега во останатиот период, еве се надеваме дека пандемијата конечно ќе не остави малку рад, значи имаме уште половина од проектираниот 3-годишен рок да имплементираме. И во овој момент имплементација. Тоа е нашата обврска. Да видиме како ќе ја истераме оваа фискална година. Имаме ветување дека и со ребалансот ќе добиеме средства за оние активности кои што ќе можат да се спроведат, тие се спремни, чекаат и се разбира 2022 ќе имплементираме сето она што ќе преостане од самата стратегија. Сега друг битен чекор е конечно да го направиме и првиот состанок на така нареченото постојано оперативно тело. Значи тоа е она политичко тело кое што се состои од дузина министри од владата и директорите на најзначајните институции, затоа што тоа политичко тело треба да на некој начин го усвои она што е досега сработено, но и да го ревидира и да ги усвои ревизиите на идниот план, но и да провери како е земјата во поглед на новите препораки, новите извештаи,
новите норми или директиви или заклучоци или препораки кои што во изминатиот период ги донеле и домашните организации, но и меѓународните тела, така што ова состанокот на ова политичко тело е многу битно и еве го подготвуваме тој состанок, очекуваме во текот на јуни, нели, час поскоро тој и да се случи, и тоа е меѓу другото и исто така уште еден столб на имплементацијата, затоа што координативното тело кое што секојдневно се занимава со имплементацијата редовно се состанува и во еден период кога требаше поинтензивно еднаш неделно, односно онака како што е динамиката на реализацијата, и многу е битно сега и политичкото тело да се состане за да можеме да продолжиме понатаму и да ги оствариме фактички сите сегменти кои што се зацртани во самата стратегија и повторно да заокружам она што реков, имплементацијата во сите различни 7 стратешки области мора да продолжи и проектите да се случуваат. Во таа смисла, она што и во отежнати услови се случуваше во 2020 и во 2021 во првиот половина, односно половина година од годината, ни дава за право и за оптимизам дека ќе успееме успешно да ја имплементираме до крај, онака како што е зацртана. Се разбира, има потреба и за пошироко прифаќање на идеите во општеството. Во таа смисла, ако зборуваме за политичката волја, таа е несомнена. Таа е препознаена и во домашната јавност, и во граѓанското општество, препознаена е во меѓународни рамки. Северна Македонија доби големи признанија за тоа, токму за стратегијата едно општество за сите. Впрочем, беше препознаена и во времето на шарената револуција, кога граѓанките и граѓаните маршираа по улиците на македонските градови и бара еднаквост, слобода, правда и недискриминација, владење на правото. И се разбира, тоа е интегрирано од она што е познато во јавноста, за кое што зборувавте и минатата година во нашето интервју, во 7 столбови на стратегијата едно општество за сите. Значи, политичката волја е несомнена. Таа е препознаена и дома, и во странство, и во меѓународни рамки. Меѓутоа, едно е да се има политичка волја, меѓутоа друго е да се разбере, да се дознае повеќе и сето тоа заедно, разбирањето и знаењата да се применат. Дали и колку во нашата земја институциите, владата, поединечни политичари, политичките партии, граѓанското општество, па и медиумите, дали и колку имаат и знаење и разбирање, спремност да дознаат повеќе и сето тоа да го применат, освен тоа што имаме политичка волја која знае често и во други области во нашето општество да остане само на политичка волја и декларации, а некако до примена потешко доаѓаме. Имаме ли доволно знаење и разбирање? Да. Добро, всушност успешноста на една стратегија или успешноста на еден пристап во општеството се мери во оној момент во кој што сите општествени фактори, а особено политичките, ќе ја прифатат. И во таа смисла, нели, Канада стана тоа што е лидер на мултикултурализмот и интеркултурализмот во општеството, во оној момент кога и политичарите сватија дека тоа така мора да биде. Во таа смисла, нели, онаа славна влада на Трудо ги имаше и како фигури тие политичари кои што ги имаше. Во таа смисла ние сме на самиот почеток, би рекол, значи треба уште многу да учиме и треба уште многу да ја разбираме идејата за интеркултурниот диалог, идејата за еднаквоста, но и идејата за сплотеноста, за меѓусебната интеграција, која што не значи асимилација, која што не значи адаптација, која што не значи дури ни толеранција, и тоа е негативен збор. Разликите
треба да ги почитуваме, но во разликите треба и да уживаме, треба заеднички да ги искусуваме. Значи, она што е моја специфика и она што е ваша специфика треба заеднички да ги уживаме и да во таа смисла ги комуницираме искрено и не само заради тоа што ве толерираме, туку затоа што ние сакаме заеднички да живееме, имајќи предвид дека за вас тоа значи културна или било каква друга специфика или посебност. И секако таа ваша посебност не треба да биде плод на дискриминација, дали била етничка, религиозна, дали била сексуална, дали била на крајот на криштата и културни вкусови, естетски вкусови и така натаму. Така што просто обврска на секој политичар е, бидејќи ова е сега приоритетна владина стратегија, е на некој начин да ја разбере и да ја имплементира. И тука наша обврска и наш фокус во изминатиот период беше да работиме на институционалната сензитивност. Значи, институциите и сите актери кои што се на раководни или на било какви други позиции во општествената, односно во државната администрација и структура, да бидат свесни и да имплементираат. Во таа смисла, во институции, например, зацртавме дека во правниот систем треба да се почитува правото, например, за правична застапеност. Сега може да рапортираме дека при изборот на учесници во Академијата за обука на јавни обвинители и судии, таа била запазена и можат да ви кажат преку записници да потврдат дека таа процедура, значи правичната застапеност како критериум била испочитувана и имаат меѓу другото и бројки за тоа да го докажат. Но тоа се случило меѓу другото и затоа што ние си го ставивме како обврска да го спроведеме и Министерството за правда инсистира и тој принцип да се зачува. Така е тоа, да речеме, во сите области, институциите да внимаваат. Значи, дури и во обично координативно тело или било кој совет, ние имаме тенденција на, како да кажам, идеолошко слепило или еден вид игноранција од близина. Ги собирам луѓето со кои што редовно комуницирам или соработувам, но ако тоа се погодат да се повеќето мажи или повеќето македонци или повеќето албанци, тогаш тие го конституираат телото. Треба да внимаваме разликоста да ја застапиме, дури и кога не ни доаѓа автоматски. И затоа е битна стратегијата и така се гради свеста. И тоа е свест која што треба да изградиме како особено како политичари, значи разноликоста да ни и почитувањето на другиот да ни биде на некој начин спонтана реакција. Но се дур не ни стане спонтана, ни требаат стратегии, планови, ни треба преземање на обврски и на вистина градење на таа свест. Во овој момент сме во фаза кога ги имаме стратегиите и плановите, ја имаме преземено обврската, но треба многу да работиме и на себе и на својата свест. Точно така, во таа смисла колку граѓанското општество, воопшто граѓанките и граѓаните организирани во иницијативи, организации, асоциации, колку простор имаат да учествуваат во вашата работа, во работата на владата, во конкретни чекори, еве споменавте и одредени активности кои се очекуваат еве и во најскоро време, во првата половина од јуни, со станокот на координативното тело. Дали и како граѓанското општество може да учествува и понатаму, на половина пат сме, во унапредувањето, во детализирањето на активностите, во збогатувањето на плановите и програмите и во спроведувањето на стратегијата Едно општество за сите. Дали постои простор, еве сега и во најскорешните настани, да учествува граѓанското општество? Не велам дека тоа мора да биде цивил.
Да, секако, значи оваа стратегија е една од пионерските, но јас мислам дека може и да се пофалиме дека учеството на граѓаните е веќе одлика, односно методологија на работа на оваа влада, така што во меѓувреме се формира уште неколку координативни тела, уште неколку граѓанско-владени партнерства кои што сериозно ги вклучуваат граѓанските организации, се разбира од областа на која што се однесуваат. Ние во стратегијата, значи, како што ги вклучивме во правењето, така тие се вклучени во самата имплементација и представници на граѓанските организации има и во двете тела, така што тие ќе учествуваат и ќе учествуваат во нивната работа, но и при самата имплементација за стратегијата ние предвидовме дека резултатите, достигнувањата, но и евентуалната ревизија на нашите приоритети и цели и промената на плановите и евентуално и на концептот ќе ги вклучиме и граѓанските организации. Затоа велам, мене ми е драго да видам дека сега повеќето институции или министерства, агенции, кога планираат круцијални проекти, значи суштински проекти од областа, секогаш ги вклучуваат и граѓанските организации како партнери имплементатори, но секогаш и како партнери, како кофинансиери се јавуваат и големите меѓународни организации или тела. И мене ми се чини тие трипартитни или четирипартитни партнерства се најдобра гаранција дека заедно одиме чекориме кон остварување на она што сме си го зацртале како цел и преку тоа она како што се вели, нели, управување на повеќе нивоа, multi-level governance, значи тоа на вистина може да се случи само на тој начин, кога ќе ги чуеме и интересите, но и забелешките на самите граѓански организации. Така што отворени сме и дури посакуваме, значи, стратегијата која што главно се однесува на обврските на институциите, нејзиниот дух да најде што повеќе одек во самото граѓанско општество и да се прават активности и проекти за кои што ние не мора да бидеме вовлечени, но ќе ни биде драго да бидеме информирани и да сме сведоци дека се случуваат во јавниот простор. Секако дека ова е апсолутно важно заради тоа што впрочем и стратегијата едно општество за сите произлезе, како што кажав и претходно, од потребите кои беа во изминатиот период воочени и од граѓанските организации и воопшто од луѓето, да се надмине поделбата, да се надмине стравот, да се надмине недемократското владење, а да се воведе една сосема поинаква политика и се разбира практика во тој домен. На еден настан неодамна на кој учествувавте во организација на Цивил, споменавте за едно истражување кое е направено за функционирањето на комисиите за односи меѓу заедниците на локално ниво во општините. Дали може нешто повеќе да дознаеме? Каква е состојбата на локално ниво, особено кога зборуваме за овие комисии, локални комисии за односи меѓу заедниците? Функционираат ли тие некако и каде би требало да видиме напредок ако нема доволно напредок таму? Така. Добро, комисиите на локално ниво се сметаат за важен дел од оваа стратегија и тие се препознаени како, да речеме, клучните формати, органи преку кои што треба односите меѓу заедниците, меѓутоа и интеркултурниот диалог, но и еднаквоста да функционира. Во таа смисла тие веќе се формирани нели како целна, како последица на рамковниот договор, но едно истражување кое што го правеше Министерството за локална самоуправа во партнерство со невладени организации, веќе направи сериозна анализа на сегашната ситуација, колку тие функционираат, но и каква им е позицијата согласно постојната регулатива
И дојдено е до заклучоци дека комисиите не секаде се формирани, не секаде постојат, не секаде си ја вршат својата функција и дека постојат големи варијации во однос на нивната активност. И една од препораките, од заклучоците од ова истражување е дека тие мора во следниот период, односно веќе со наредните, со првите законски измени од клучниот закон за локална самоуправа, кој што нели беше донесен далечната 2004, дека значи во оној момент кога тие повторно тој закон ќе се отвара во собранието, мора да бидат вградени и тие забелешки кои што се однесуваат и на комисијата за еднакви можности и на комисијата за односи меѓу заедниците, а тоа значи да тоа тело стане задолжително, да тоа тело добие поголем мандат, да со други подзаконски акти да му се дадат поголеми надлежности и обврски со цел да може тој систематски и регуларно да ја врши својата работа, но и да нема само советодавна функција, туку да работи со препораки кои што потоа ќе бидат задолжителни и за локалните совети и за локалните самоуправи, односно за локалната администрација. Така што тоа како заклучок е произведено и мене ми е драго што во програмата за децентрализација која што е во процес на усвојување и во акцискиот план на истата таа програма кој што е во фаза на усвојување, прибираат мислење, јас го дадов завчера моето мислење, значи тоа е добро проектирано, така што во наредниот период во 2021-2022 се очекува дека тоа ќе се случи и дека тоа подобрување ќе ги направи конечно овие комисии функционални и ќе им го даде потребниот, како да кажам, правен ветар, за да не останат само на добрата волја на односните совети и конституции. Значи, во таа смисла, пак велам, зависи од општинските односи на политичката репрезентација, од заедниците кои што живеат во одредена општина, дали тоа ќе функционира или не. И пак велам, истражувањето кажува дека на многу места тие не функционираат како што треба, а за тоа нели одговорност имаме и ние, затоа што треба да го промениме законскиот, легалниот амбиент на нивно постоење. Сигурен сум дека и јавноста, прогресивниот дел на јавноста, барем и граѓанското општество со интерес ќе ги следат вашите следни чекори и ќе ви помогнат и во унапредувањето и во спроведувањето на стратегијата Едно општество за сите. Во таа смисла можете да очекувате и помош, ама сигурно и критики во поглед на спроведувањето на оваа, уште еднаш да кажам, исклучително важна стратегија, која впрочем е и приоритет на владата. Благодарам многу за можноста и секако отворени сме за соработка, па во таа смисла и критички, не само партнерски однос во имплементацијата. Благодарам и јас. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.